Кога ќе се спомне агро или земјоделие, автоматски луѓето мислат дека тоа не е работа за младите. Јас лично ова за себе го сметам како начин на живот, а потоа ми представува задоволство и да го промовирам за други луѓе, за тоа што јас навистина го сакам и го живеам, да можам да го споделам и со другите. Луѓето најчесто погрешно си замислуваат дека ова не е работа за жени. Јас се обидувам тие предрасуди да ги разбијам, а баш кај нас концептот за агротуризам не е премногу застапен, па често луѓето го мешаат со земјоделие и тешко може да го спојат туризмот со земјоделските активности. Колку на луѓето им недостасуваат вакви содржини, особено на децата, затоа што денешните деца немаат видено ни кокошка во живо како изгледа, и затоа сметам дека треба да тежнееме кон тоа да се вратиме назад кон природата, да ги препознаеме тие вредности и да ги негуваме. Одржливиот начин на живот според мене е најголемата вредност. Се трудам да ја вклучам целата заедница во овој концепт на агротуризам, за храната да биде локална, услугата локална, луѓето што ќе дојдат да не посетат навистина да го почувствуваат локалниот вајб, ајде така да речам, што е според мене една од најголемите вредности која што можеби на прв поглед не се гледа, а сепак дава тежина на бизнис моделот кој што го развиваме. Јас лично сметам дека има иднина во агротуризмот и во одржливиот начин на живот, особено меѓу младите, и би им порачала на младите да се охрабрат, да излезат од ограничените сваќања дека само во градот може да постои убава иднина, затоа што Македонија е прекрасна држава, имаме прекрасна природа, прекрасни можности и навистина треба да ги искористиме потенцијалите со кои што располагаме. Да, сум соработувала со лица со попреченост. Одлична била соработката и кога споделуваме задачи кои што треба да сработи, кога пречекуваме странци и домашни туристи, секогаш гледаме да ги распределиме обврските да бидат соодветни на лицата со попреченост. Ми имале вклучено и лица со физичка попреченост и лица со интелектуална попреченост и соработката била одлична.